Делчевом и како да стигнат делчевци до уролог. Повелете доктор Адријан Илиевска-Делчевски, специјалист гинеколог. Добро вечер или добар ден сите. Прво да се заблагодарам на организаторите за поканата, посебно кога ќе се зборува за една ваква тема како машко здравје, која што мислам дека доста запоставена е во медиуми и општо при организирање на некои трибини. Секој пациент во Делчево кој што ќе се сретне со уролошки проблеми, нормално прво ќе се јави кај својот матичен лекар. Тој матичен лекар во зависност од симптоматологијата ќе го упати на уролог. Ние во Делчево немаме уролог. Нашиот здравствен дом има склучено договор со докторот Кожухаров, кој што е уролог од Штип, кој што доаѓа на 2 на 3 недели, зависно од тоа каков е договорот. И тој ги врши овде прегледите, другите пациенти мораат да одат во Штип за да ги направат потребните прегледи. Друго што може да направи матичниот лекар во Делчево, да го прати пациентот на преглед на еко. Тие еко прегледи ги вршам јас, онаа проблематика со која што јас се соочувам, тоа е еко прегледите на простатата и на тестисите како нешто најчесто моментално и матичните лекари ги пратиат пациентите да го проверат ПСА, тоа е простата специфичен антиген кој што се проверува преку крвта. Нормално простатата го лачи, го има во мали количини и тој при одредени ситуации е зголемен, не специфично зголемен, може да биде зголемен и кај воспалена простата, може да биде зголемен и кај бенигната хиперплазија на простатата, а во доста големи вредности е зголемен при карциномната простата. Значи, сместена е позади мочниот меур, а пред ректумот, односно крајниот дел на дебелата цевка. Простатата е одговорна за плодовата способност на мажот, за неговата плодност, не е одговорна за неговите сексуални перформанси. Значи, таа учества во создавање на еден бистар секрет во кој што сперматозоидите се транспортираат и во кој што истите се исхрануваат. Низ неа минува мочоводот, централно минува, така да сите оние проблеми со простатата ќе доведат до нарушување на процесот на уринирање, односно на мокрење. Тоа се тие симптоми. Повеќе за менталното здравје ќе слушнеме од Јан Виджарски, психолог. Добро вечер на сите. Јас сум Јан Виджарски, психолог. Данас сум ние поканати во Гешталт психијатрија. Благодарам на организаторите за денешната покана да бидам дел прирачникот за машко здравје. Фокусирај се на себе за себе. Самиот наслов може да привлече вниманието, бидејќи доста психолошки, посебно гешталистички, бидејќи самата гешталт психотерапија основата е живеањето во сега и овде и што се случува токму сега. Го разгледав така ми се допадна многу, посебно во делот за ментално здравје, каде што кратко и јасно, читко го објаснато, образложено и мислам дека сите овде присутни убаво да си го земете предачникот и да го прочитате. Благодарна за поканата да бидеме дел од оваа трибина со фокус за машко здравје. Дозволете најпрвен да го представам Сдруженијето за унапредување на здравјето Филип Лукарски, кое е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани со пошироки заеднички интереси и цели. Главни цели и задачи на Сдруженијето се заштита на машкото здравје, подигнување на свеста за превенција и рано откривање на болестите кои го намалуваат квалитетот на живеењето на граѓаните, подигнување за физичка активност, подобрување на менталното здравје преку едукација, превенција и разбивање на стигмата за машко здравје, личен раст и одржлив развој на граѓаните за секаква благосостојба. Посакуваме на сите добар и здрав живот. Уживајте во секое мало нешто од животот, кој што ви го дал и борете се за работите за кои што ги сакате. Бидете здрави и инспирирајте ги и другите да бидат здрави. Затоа што можеме многу да придонесеме во оваа иницијатива за подигнување на свеста за здрав живот. Не чекајте утре, започнете денес. Затоа името на овој прирачник е фокусирај се на себе, за себе. За крај би завршила со еден цитат од славниот американски поет Волт Витман. Чувајте си ја машката моќ, здравието и силата, од секакви повреди и нарушувања.
Ти се обраќам тебе, службенику, писателу, човеку што седиш, богаташу, мрзоволнику. За сите вас го имам истиот совет. Наноса. Светот е полн со страст и убавина, доколку му пристапите со вистинскиот дух. Ајде излегувајте уште од рано наутро.